Викендов, градот под Исарот беше главна дестинација за сите реномирани боксерски имиња од земјава и странство. За прв пат се одржа меѓународен меморијален турнир во бокс во чест на големиот боксерски работник Јордан Мјалков. Наша тенденција е турниров да се одржува секоја година. Секако тоа сами ние не можеме, тука се нашите спонзори кои голема благодарност до нив кои ни помогнаа, се надеваме дека во наредните години ќе ни излегуваат во пресвет и ќе овозможат за повторно да го организираме турнирот Јордан Мјалков. Трофеот Јордан Мјалков го освои штипјанецот Никола Арсов, кој е член на боксерскиот клуб Пинк Пантер. За најдобар техничар беше прогласен боксерот на Србија Андреј Пешич, додека за најдобар странски боксер беше словенецот Клемент Туркуш. Турнирот беше во организација на боксерскиот клуб Пинк Пантер, а на истиот учествува 26 боксери од 5 земји. За прв пат, вчера во Штип се одржа трка во планинско трчање на која учествуваа повеќе од 60 надпреварувачи. Се помина во најдобар ред, значи сите надпреварувачи ја завршија трката, некои по скратена варијанта, некои комплетната трка, но помина без сериозни повреди. Трката минуваше низ патеката долга 16 километри и позитивно висинско искачување од 700 метри. Со медали се закитија во машка конкуренција Филип Филиповски прво место, Кирковски Александар второ и Јосифов Игор трето место, додека кај понежниот пол најуспешни беа Јованова Благица прво место, Мартина Милева второто место и Марија Богдановска го освои третото место. Сите останати надпреварувачи покрај искуството се здобија и со дипломи. Кошаркарите на Универзитетот Гоце Делчев забележаа пораз на домашен терен од екипата на Фени Индустри со резултат 81-66. Во составот на Гоце Делчев, Никола Караколев одигра брилијантна партија со постигнати 19 поени, 14 скокови и 9 асистенции. Одлични на паркетот беа и Калов со 11 поени и 13 скокови и Петрушев кој постигна 16 поени. По 6 одиграни кола Штипјани се на петата позиција на табелата со 5 порази и 1 триумф. Во следното коло Гоце Делчев ќе се соочи со екипата на Струмица на гостински терен. Во рамките на 8-то коло од првата футсал лига на Македонија, екипата на Мала Ајакс го забележа најубедливиот пораз оваа сезона. Тие беа поразени од Железарец со резултат 11-2. По 8 одиграни кола Мала Ајакс е на 6-то место на табелата со 9 бода. Вчера во Штип се одигра градското дерби помеѓу пингпонкарите на Шампион ФА и Универзитет Гоце Делчев. Во овој надпревар славеше екипата на Шампион ФА со резултат 5:1. Во победничкиот тим по 2 победи забележаа Младеновски и Кралев, додека една победа оствари Богатинов. Со оваа победа пингпонкарскиот клуб Шампион ФА ја освои есенската титула. Викендов се одигра 6-то коло од првата одбојкарска лига на Македонија. Кај мажите се постигнаа следниве резултати: Лирија Синалко 3:0 и Мави Струмица 0:3, додека кај жените Македонија Макс Универзитет Гоце Делчев 3:0, Јанта Волеј Бамикор 3:0 и Шкендија Работнички 0:3.